YouTube ја представи својата најнова и најголема визуелна надградба досега – вештачка интелигенција што автоматски ја зголемува резолуцијата на старите видеа. Новата технологија може да ги претвори снимките со стандардна резолуција во HD, па дури и во 4K квалитет, овозможувајќи значително поостра и почиста слика. Функцијата е достапна на телевизори, мобилни уреди и веб прелистувачи, а корисниците ќе можат да изберат меѓу оригиналната и подобрената верзија. Според експертите, ова представува најзначајното визуелно унапредување на платформата во последните години. Иако системот се уште не е совршен и може да прикаже мали визуелни грешки, Google најави дека активно работи на нивно отстранување пред целосната имплементација. Авторите на содржина ќе можат самостојно да одлучат дали ќе активираат опцијата за своите видеа. Покрај оваа AI функција, YouTube воведе и други подобрувања во TV апликацијата. Максималната големина на сликичките е зголемена на 50 мегабајти, почетната страница доби нов современ изглед, а пребарувањето е оптимизирано. Новата интерактивна опција за купување им овозможува на гледачите да скенираат QR код и директно да ја посетат страницата на производот додека гледаат видеа. Американската компанија Reflect Orbital планира пролетта идната година да лансира огромно орбитално огледало што ќе создава светлина посилна од полна месечина. Првиот модел ќе биде со димензии 18 на 18 метри, а до крајот на деценијата се предвидува поставување на речиси 4000 вакви огледала. Компанијата тврди дека технологијата ќе овозможи насочување на дневна светлина кон различни области, градови, рудници и земјоделски површини, представувајќи ја идејата како револуција во осветлувањето. Сепак, стручњаците предупредуваат на сериозни ризици. Континуираното ноќно осветлување може да предизвика неповратни последици врз екосистемите, бидејќи многу растенија и животни зависат од природниот циклус на ден и ноќ. Екологистите алармираат дека овој проект може да доведе до светлосно загадување без преседан, што би ја уништило природната темнина на Земјата. Научниците исто така изразуваат загриженост за човечкото здравје, бидејќи нарушувањето на природните биоритми може да влијае врз спиењето, расположението и општото благосостојба. Во отсуство на законска регулатива, иднината на ноќното небо е препуштена на технолошката трка и комерцијалните интереси. Академик Александар Железняков предупредува дека дури и успешна имплементација може да донесе сериозни технички и еколошки последици. Google тивко започна со надградба на својата платформа Gemini Advanced кон новата генерација на вештачка интелигенција, Gemini 3.0 Pro, која компанијата ја опишува како досега најспособен модел. Дел од корисниците веќе добија пристап до новата верзија, а официјалната објава се очекува во декември. Новиот систем носи подобрувања во кодирањето, дизајнот на кориснички интерфејси и мултимодалното расудување, односно обработка на различни видови податоци, текст, слики, графика, во рамки на едно барање. Gemini 3.0 Pro покажува напредок во разбирањето на структурата, хиерархијата на елементите и техничките ограничувања, што резултира со попрецизно генерирање SVG графика и технички исправен код. Подобрени се и синтаксичката точност, логичката конзистентност и можноста за тестирање на програми. Во делот на и-дизајнот, моделот подобро го разбира распоредот и функционалната поврзаност на компонентите, што може значително да го забрза развојот на апликации во Google Workspace околината. Иако Google се уште не ги споредил официјално резултатите со конкурентите GPT-5 и Claude 4.5, очигледно е дека Gemini 3.0 Pro представува клучен чекор кон следната генерација AI производи. Новиот пристап прво имплементација, потоа објава овозможува тестирање со реални податоци, но носи ризик од регресија кај одредени задачи. Според аналитичарите, ова е знак дека Google гради стабилна основа за долгорочна стратегија која ќе биде централна во идните верзии на Docs, Gmail и Slides.